Благодарам колега Ташев на репликата. Вака, че почнам со ред како што зборувавте, почнавте со странски директни инвестиции. Како сега има многу. Во ситуација кога секаде во регионот се бележи подем и рекорден раст на странските директни инвестиции, Македонија со Социјалдемократскиот сојуз има рекорден пат. И еве само за споредба ќе ви кажам. Србија има 1,7 милиарди евра, Словенија 561 милион, а Бугарија 286 милиони евра. Или споредено по глава на жител, Бугарија е 2 пати подобра од Македонија, Словенија 11 пати, а Србија дури 22 пати подобра од Македонија. Колега, ова криминално-ракетарска влада на Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз е да внимавате на употребувањето на термините. Држиме достоинството на парламентот. Така е. Така и така треба да биде. Елементарна непогода за македонската економија, а тоа го покажавте и со овој ребаланс на буџет. Зборувате за економија. Дали вие, колега, воопшто си имате симнато помеѓу народот? Дали се уште живеете во облаци? Дали сте дошле во Неготино? Дали сте разговарале со вашите сограѓани? Кажете по која цена се откупува гројдето во Неготино? За ребалансот исто важи насоката, како што Неума дадови завод. Дај да реплицираме и контрреплицираме за ребалансот, а не дали си отишол меѓу народот, што си кажал на тие станок, тоа не е ребаланс. Ребаланс е, колега, затоа што тоа ми беше репликата за земјоделие. Зборував. Опоменав него, еве и вас опоменувам се. Добро, зборуваше за зелена нафта, за зелената нафта, за популистичката мерка зелена нафта, за таа зелена нафта кој што дојде вашиот заменик министер Јани Макрадули лично да ги дели купоните за зелена нафта. Каква врска има заменик министер за животна средина да дојде во село во Неготино, во кое својство вршеше делење на купони за зелена нафта? И не било популистичка мерка, па по-популистичка здравие. Или министерот за земјоделие дојде на протести. Со кое лице дојде на протести вчера? За да ги искара земјоделците дека не знаеле зошто протестирале. Него го опоменав да не збори за состаноци во... Колега Минов, добро знаете дека со ребалансот на буџетот зборуваме за земјоделие. Јас сега за земјоделието зборувам. Зборувам за тоа што ова влада, што Министерството за земјоделие ќе преземе како мерка за да се подобри животот на земјоделците. Друго, а не зошто отишол некој на протести. Па министерот вчера не беше запознат зошто протестираат земјоделците. Добро, мене ми е должност да ви упатам, ви оцените си сама како. Не бил информиран зошто и уште ги навреди земјоделците дека не знаат зошто протестират и кои се нивните барања. Ги знаеме барањата. Добро ги знае и тој и срамота ако не ги знае. Сите ние овде. И треба да се бориме заедно сите тука. Колега Ташев, добро е што ми се јави за реплика, но требаше да кажеш некој збор повеќе за тоа земјоделие. Да слушнат лозарите, дека се бориш за нив. Од нив го бараш гласот. Од лозарите. Ви благодарам. Благодарам.